Поштувана колешке, навистина немам намера да се натегаме тука со вас. Знаеме, ви кажав, јас навивам за Македонија, исто како што вие навивате за СДСМ и нормално, тоа е ваше да си обраните. Меѓутоа, имаме неколку факти. Прво, кажете ми, ако знаете, како се зголемува минимална плата? Два начина. Првиот законски, така, тука во собрание, вториот со зголемена конкуренција. Нема трет начин. Нема трет начин. Сега ММФ има реакции заради зголемувањето и на минималната и на просечната плата, затоа што ние зголемуваме многу побрзо отколку што се зголемува продуктивноста на еден работник во Република Македонија. Не знам колку ме разбирате за ова што ви го зборувам. Понатаму, за пандемијата, вие велите пандемија сме имале во ред, еве пети квартал сме со негативен раст. Ама пандемија има и Албанија, и Косово, и Србија. Немаше само Република Македонија. Ние не сме изолирани, освен по вакцините, по друго не сме изолирани. Ви кажав, Косово 5,57% раст. Албанија 5,53%, зборувам за првиот квартал од оваа година. Србија 1,7% раст. Република Македонија пат од 1,9%. И до кога ние ќе се вадиме на пандемија? Значи, ако не ви е Скопје 2014, тогаш пандемија ви е изговор. Ако не ви е пандемија, тогаш ви е Скопје 2014. Дајте да се погледнеме во очи и да кажеме луѓе дека ова вака не оди. За 4 години потрошивте 4 буџети. Самите пресметете колку милиарди евра се. И плюс 2 милиарди евра задолжување. Не оди, ви кажав, со ваучери нема развој. Со ваучери што ќе направиме? Ќе озголемиме уште толку долгот. Инфраструктурата кај ќе оди? Само ќе тонеме, додека има инфлација на светско ниво. Треба малку да си бидете и самокритични. Вие со ова стимулирате, со овие права, не сакам да ме разбере некој погрешно, со овие дополнителни права во социјалната заштита, до некаде и стимулирате сива економија. Доколку некој може да лежи и да зема 12.000 денари, зошто некој да работи за 15? Кога може паралелно да си работи без да го гони никој. Не сакам, пак ќе кажам, социјалните случаи да, односно оние кои што навистина им е потребна социјална заштита, да ме разберат погрешно, ниту пак имам лично нешто против некој таков, меѓутоа ова е стимулација на сивата економија. Сега за МВР. Знаете колку полицајци патуваат од еден во друг град поради тоа што не се политички подобни за началниците, командирите, замениците началници? Знаете колку пари МВР издвојува за нивното патување? Дали знаете дека МВР за буџетот ги имав тие податоци, ако сакате ќе ви ги дадам? МВР е најголем потписник на договори во 4 очи. И вие кажувате дека парите сте ги вратиле. Кај сте ги вратиле парите кога продуцирате дополнителни трошоци? За интерпелацијата која што за жал поради сплетна околности не бевме присутни на Оливер Спасовски, имав и извадено и многу убави слики, ќе ви ги дадам доколку сакате да видите на панцирите од кога пишува дека е производството од 1978 Југославија. Знаете каква опрема имаат? Да, не стасале, да. Вие кажувате за реформи. Нема реформи. Реални сме, да. Не стасале 11 години и овие 4 години па ич не стасуваат. И токму затоа ни се случуваат повреди на протестите на Монструм. Пасоши и таблици, ова веќе стана шпанска сапуница. Со пасошиве и со таблициве навистина не ми е јасно како Оливер Спасовски ги известил останативе дека кај нас нема пасоши, па дај да минат без граници.
Па не се сите како на Виолета од Деве Бајри што беше, сите царинарници на Евзони, не е Виолета на Евзони, на Деве Бајри. На Евзони кога ќе отиде некој без пасош му вика, дружи, извини, пасошот ти истече. И вие кажувате за реформи. Таблиците. Таблици немаат луѓето, автомобили си купуваат, таблици немаат. Седат или ги чуваат во дворовите, или пак ако им даваат таму некој потврди рачно напишани дека може да се развозува во близина на местото на живење. Не може од Велес до Скопје да отиде, не може на одмор да отиде и така натаму. Благодарам. Повторна реплика, Жаклина Лазаревска.